Одбојката е спорт кој не само што е важен за физички развој, туку гради и тимски дух, дисциплина и заедништво, координација, брзина, издржливост, концентрација. Ваквите елементи ги има одбојкарките од основното школо Лирија Тетово. За до душе ја им расипав просек, ама ми рекоа дека сум имала талент, ми требало само вежбање. Одбојкарскиот тим на основното школо Лирија со године создава успешни генерации млади спортисти. Преку посветена работа, редовни тренинзи и голема љубов спрема одбојката, често бележа врвни резултати и го представува школото на највисоко ниво. Нивниот успех не е случаен, тој е резултат на вложен труд, истрајност и силна желба за напредок. Ние функционираме под училишниот спортски клуб Топ Спорт, што е во состав на основното училиште Лирија. До сега, во изминативе 25 години, низ тој клуб поминале многу голем број на девојчиња, бидејќи ние првенствено работиме со девојчиња. Имаме инцидентно некогаш и машки екипи кои што се приклучуваат покрај нив. Инаку, нашиот училишен спортски клуб секоја година учествува, да кажем, на тие надпревари, кои што започнуваат од општинско ниво. Значи, прво играме во нашата општина, потоа имаме меѓуопштински надпревари, кои што победникот продолжува на зонски надпревари, после зонските имаме регионални надпревари и на крај се завршува со државните надпревари. Значи, ние слободно можеме да се пофалиме дека 25 години сме континуирано учесници на тие завршни државни надпревари. Инаку, покрај овој систем на надпревари кој што го објаснив, кој е организиран од Федерација на училишен спорт на Македонија, ние исто така учествуваме и како одбојкарски клуб во рамки на Одбојкарската федерација на Македонија, исто со истото име со Топ Спорт. Инаку, во нашиот училишен клуб имаме 4 групи. Значи, девојчињата обично ги селектираме некаде од 8-9 годишна возраст и работиме континуирано со нив се до не завршат основно образование, значи до 9 оделение. И мислам дека нашиот успех се должи на таа работа, бидејќи децата ги земан од, да кажам, возраст кога што веќе почнуваат да бидат спремни за да играат одбојка, бидејќи одбојката е малку специфична, се почнува на возраст некаде 8-9 години. Работиме со нив, учествуваме на надпревари и сето тоа допринесува да имаме добри резултати. Работиме согласно возраст. Значи, помалечките деца, девојчиња, работаат по 2 пати до 3 неделно. Кога веќе ги вклучуваме во систем на надпревари, тогаш работиме 4 пати неделно, плюс имаме надпревар. Сега веќе имаме девојчиња кои што и се членки на пионерската репрезентација на Македонија, кои што секојдневно работат, значи секој ден имаат тренинзи и учествуваат на надпревари дури во првата лига. Значи имаме 2 девојчиња кои што играат во првата лига. Со одбојка спомнав дека почнуваме после 8-9 годишна возраст, затоа што претходно децата би требало да работат спортови, бидејќи секој спорт е добар и корисен за развојот на секое дете, но би требало да работат спортови кои што ќе развиваат општата моторика, како атлетика, пливање, гимнастика. Затоа што со тие спортови ќе се развие моториката која што нас не е потребна, а конкретно значи за одбојка потребна е многу голема експлозивност, но во таа возраст 8-9 годишна возраст мора да имаат силни дланки, силни прсти. И сега се случува кога некои амбициозни родители сакаат на многу помала возраст да ги запишат децата на одбојка. И ние им кажуваме дека ќе пробаме, ама вие да видите дека нема да оди тоа така лесно. Имаат проблеми со одбивањето на топката и ствараат фобија која што за нас не е добра, бидејќи кога ќе дое време да играат, нема да сакаат да играат. Одбојкарскиот тим Топ Спорт од школото Лирија е вистински пример за посветеност, дисциплина и спортски дух. Дечињата стварно се труда да ги поместа границите на успехот. Тренира интензивно, ја сакаа одбојката и го сакаа дружењето што им го пружа тимот. Го обожавам нивниот поздрав на сваки тренинг или надпревар. И јас сакав да пробам.
Се радуев кадете мало. После тренерот Милан ми покажа и како си имаа ред за поздравување и охрабруење меѓу себе. Свако дече сериозно си ја сваќа задачата, а некои од нив и би продолжиле да се бава професионално со овие спорт. Јас ја одбрав одбојката пошто е многу интересен и динамичен спорт, многу ја сакам тимската дружба и кога сите заедно се бориме за победа. Ја одбрав одбојката дека е интересен и тимски спорт и сакам дружење, надпревари и физичка активност. Тренинзите се многу интересни и забавни и секој ден на нив учиме нешто ново, секој има своја постава и ја учи многу интересно. Татко ми ме тераше тренирам атлетика и ја неќев. Почнав одбојка и се залюбив одбојката и одбојка е спорт кој мора да употребиш интелигенција и развиваш интелигенција. Ја би се бавила со одбојка професионално, доколку имам можност би сакала, затоа што многу ја сакам одбојката. Ако имам можност би сакала, пошто многу ми е интересна одбојката и ме прави да бидам посреќна. Овиот тим редовно освојува бројни признанија и трофеи на општински, регионални и државни надпревари. Особена гордост е фактот што знаат да се закита и со титулата државни прваци, како што се деси и на последниот државен училишен надпревар у одбојка, женска конкуренција. Значи за ова учебна година, 25-26 година, ние бевме домаќини и организатори на државното првенство, се одигра во средното економско училиште. Имаше, значи на тоа државно првенство беа пласирани екипи од Скопје, Јан Амос Коменски беше, од Команово браќа Миладиновци и екипата на Сандо Масев од Струмица. Во полуфиналните надпревари, значи игравме ние со екипата од Скопје и забележавме победа, екипата од Струмица исто забележа победа со екипата од Куманово и во финалето кој што беше многу интересно финале, каде што се соочија стварно две многу добри екипи со квалитет, каде што има девојчиња кои што играат во клубови и во репрезентации се вклучени, така да видовме прекрасна одбојка. Успеавме да победиме со 2-1 во сетови и да по не знам кој пат веќе да освоиме нели пекари. Во ово училиште спорт број 1 е одбојката, веќе највеќе се работи, највеќе успеси имаме. Имаме поддршка од училиштето во смисла користење на овие услови кои што ги имаме стварно се минимални, но за почеток се идеални. Потоа се снаоѓаме со работиме и во други сали, бидејќи оваа сала нема услови за професионални надпревари. Значи, таа поддршка ја имаме, да кажем, од училиштево. Како се, нели, со тек на време, како доаѓаат нови и нови управи, да кажем, се повеќе се развива свеста за дека спортот е многу корисен, дека може да се промовира, да кажем, училиштето покрај тоа што е корисен за децата, нели, и за промоција на самото училиште на ниво на општина и држава. Ај што станаја прваци, па и Јована Спасовска беше прогласена за најдобар играч на првенството. Дечињата ни кажаја колку им значи тоа што бележа успеси. Премногу тоа ми значи, зашто се имам трудено за тоа и секој од нас се труди за да успееме да го освоиме. Ни значи многу, пошто тоа е доказ за нашата желба, посветеност кон одбојката и не мотивира уште повеќе да продолжиме да се трудиме. Тоа за сите нас значи многу, бидејќи за тоа го покажуваме нашиот успех и труд и не мотивира да бидеме подобри. Тимот уште еднаш ја потврди својата класа, достојно представувајќи го школото и градот. Со спортски жар, ферплей и победнички дух, овие таленти од деца и одличен тренер са вистинска инспирација за идните генерации и гордост на целото школо Лирија, а богами и на Тетово.
Јас сум Дуна Видоеска, учам во основното училиште Илирија, имам 12 години и сум 7 оделение. Јас се заљубив во цртањето од многу мали години. Јас многу сакам да цртам портрети, животни и исто така и архитектура ми е мене интересно. Цртам во различни техники, акварели, акрилни, мрсни боици и обични дрвени боици. Тука имам некои од моите цртежи што ги имам нацртано и овдека ми е една од моите дипломи кои што ги имам освоено со цртање. Јас сум Дарија Ристовска, имам 13 години и учам во училиштето Илирија. Јас гитара почнав да свирам минатата година и за сега ми оди добро. Најмногу љубам да свирим XU категории, странски песни и најмногу нормално македонски песни. Сега ќе ви ја свирам познатата македонска песна "Чукни во дрво" од Лепи Со. Здраво, јас сум Маја Милашевска, учам во Илирија и сум 5-то оделение. Моето главно хоби е плетење. Денес зедов вуница и игла за да ви покажам каков е процесот за плетење. И затоа што овие се две тенки вуници, јас ќе ги споам за да можам да работим со мојата игла. Сега ќе ви покажам како се плете едноставно срце. Исто така имам и направено неколку торбички. Имам 3 од мека вуница, а имам и едно малечко направено како за великденски јајца.
Имам и исто така хоби за правење алки кои што ги правам од монистри и ги нижам на конец. Имам направено од подруги бои и ги давам на повеќе другарки кои што понакогаш ги побаруваа во подруги бои. Имам и исто така хоби за цртање. Зедов 2 цртежа кои што ги направив на ликовен конкурс со наставничката Габриела. Имам и неколку пофалници имам една од каде што идам на ликовно од Француската алијанса, имам и од математички надпревар Дабар кој што го правевме. И имам една пофалница исто така од Француската алијанса. Јас сум Ана Велјановска, имам 12 години и учам во училиште Лирија. Јас прв пат сум се злюбила со цртањето кога сум била многу мала. На почетокот ме учела сестра ми. Но во иднина јас сум почнала и самата да учам и нови техники и нови начини да цртам. Јас најмногу сакам да цртам дигитално, но исто така често цртам и со темперни. Јас во моментот цртам девојче кое што имагинацијата на девојчињата. Како некој девојче мисли за рибчиња и за аквариумот. Јас во иднина исто така многу би сакала да станам професионалец. Да одам во гимназија за ликовно и да се занимавам повеќе со цртањето во секој навиот живот. Јас најмногу сакам да цртам портрети од луѓе, од девојчиња и од машки, но исто така многу сакам да цртам ликови од различни филмови. Добар ден, јас сум Борен Кузмановски, учам во основното училиште ОУ Лирија. Јас сум 7 одделение, имам 13 години и тренирам во клубот Fit Kid Академија Пандев. Сега ќе ви покажам жонглирање малце. Добар ден, јас сум Војдан Николовски, имам 13 години, учам во основно училиште Лирија, се занимавам со фудбал, тренирам во Академија Пандев Fit Kid и се со другар ми Борен ќе ви покажа неколку трикови.